Добро бе режија, имате ли душа бе вака да не прекине? Ај пушти шпица, остајне на рад бе, изгаси тоа камерите бе, срам ве било. Стварно се за никаде, човече, мислам, немаат осет бе, човече, осет нема. Лека ноќ, вие гледате вчерашни новости на Канал 5, кои секогаш ве носат чекорзаците. Ова до мене е Ацо, а јас во бело стојам покрај него. Ке рече еден далтонист. А бело око мене све е бело, сат на руци, кошулја, ципеле одело. Ке рече познатиот Миле Китич, спремен за уште една бурна епизода. Па да видиме што ве очекува. Ексклузивна. Екипата на вчерашни на една роденденска прослава. Денес мене ми е роден ден. Абе не тебе, мене ми е. Дознаваме нови мудрости на најголемиот експерт на денешницата Путец. Вчерашни историја. Макотрпниот пат до еден отказ. Тогаш почна мојата голгота. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Треба да леташ некаде? Треба да бараш неевтини карти, најбрзо порозување, онлайн чекирање, да средиш за багаж, да средиш осигурување, трансфери, да си потрошиш неколку часови. А истото можеш да го направиш и за неколку минути на airtickets.mk. Најбрзо неевтино до авионски карти и организација на твоето следно патување. Еднаш airtickets.mk, секогаш airtickets.mk. Добар ден! На што се жалите денес? Докторе, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен, за ден без болка. Иновативни, композитни, нова генерација бойлери, А-класа енергетска ефикасност, 60% заштеда на енергија, хигеник топла вода, 30 години гаранција на композитниот резервоар, Solarico Unicube бойлери, центар на вашиот систем, сертифицирани од ТИФ Германија. Во акција за сузбивање на продажба на кокаин во Скопје се уапсени 12 лица, меѓу кои нормално дилери, банкари, менаџери и адвокати. Кај нив се најдени пари, оружје и одредена количина на кокаин. Според изјавата на портпаролот, пронајдени се 15 килограми кокаин кои биле предадени на МВР Скопје за уништување. Па како што изјави од МВР Скопје, тие започнале постапката за уништување на 10 килограми кокаин, па се пофалија дека на крај во една од печките успешно биле уништени сите 3 килограми кокаин најдени кај дилерите. Браво! Дивата платформа на Матка се уште не е урната откако Општина Сарај, град Скопје, Инспекторатот за градежништво, НАСА и Интернационалниот сојуз на шахисти се прогласија за ненадлежни за истата. Но тоа не е се! Не само што дивата платформа не е срушена, таа добива и ограда! Како што велат во Општина Сарај и анонимниот инвеститор, ова е одличен чекор за дивата платформа да се припитоми во тој кафес кој го направиле. Тие се надеваат дека питомата платформа нема да продолжи да се шири и да зазема поголем дел од Матка. Кој се беше на
Кој се беше на инаугуру... Не бе. Кој се беше на гугурацијата на новиот председател, ќе ни каже Елисафета и ајту матер. Драг Стево, нека е честито. Успеавме. Граѓаните потврдија дека мораме да продолжиме напред, преку заедништво. Ти посакувам успех. Така студио се наоѓаме на една многу важна прослава во една македонска градинка, каде што има буквално другарчиња од сите градинки во државите. Меѓутоа, сепак славеникот ни е премногу тажен. Зашо си тажен, бе? Зоки не е тука. Добро, он ти пушти писмо. Знаеш ти колку најмногу те сака на целиот свет? Да, ама не е тука. И он баш сега мора да отиде во село со неговите. И демек заспал во кола. А мене ми е роден ден денеска. И ние 2 месеца нон-стоп се дружиме и он сега не доаѓа. А добро, што ти купите бе најдоброто другарче за роден ден? Па рече дека ќе ја плати фактурата за ингура роден денот, ама не доаѓа, не доаѓа. Happy inauguracja to you. Happy inauguracja to you. Happy birthday, dear. Stevo bе? Stevo. Happy birthday to you. Тебе, Мило, шо ти е? Денес мене ми е роден ден. Абе не ти е тебе, мене ми е. Тебе ти беше од 5 до 7, значи сега ми е мене. Абе уште ми е роден ден. Абе како твој мој роден ден, а мене ми е роден ден. Ова си е мој. Ова си е мој. Ова си е мој. Бе да бе све твој да виде. Очигледно игротекава е врвна со оглед на тоа дека после 10 години ова дете не сака да си оди од неа, меѓутоа ние продолжуваме со традиционалните детски песни и игри. Нека споменува фактура. Да, повели, Мило? Јас сакам да кажувам дека не треба фактура за прослава. Не сме такви. Ако може да се плаќа кеш. Па супер ќе го израдувате славеникот, значи. Такви словија, радости. Уриме, Стево! Ја напуштаме ова игротека со огромна радост и со надеж дека ќе стане место за почит, место кое што ќе генерира стабилност и ќе биде еднакво за сите. Уриме, Стево! Јас сум Тица, брзелица! Студио? Среќна инаугурација и од мене. А ние продолжуваме со вестите. Школската година како за миг да летна, еве матуранчиња, па сезона летна. Какви глупости, човече. Се наоѓаме на крајот на школската година, што значи дека матурантите се спремаат за прославување на полнолетството и моментот кога легално прв пат ќе може да купат пиво. Вчерашни ексклузивно ги има песничките од алманасите на најуспешните матуранти. Александар Кирацовски. Александар срца крши, женски кубат коси, Кирац е човекот што работа носи. Баби, дедовци, золви, тетки, стрини, каде и да треба, тој ќе ги прими. Хазби лика. Хазби е одговор на прашањето кој не е тука. И не прашувај каде е, зошто ќе те пука. Директно од дома спроведува Рамковен, заредење оправдани, на свет му нема рамен. Кочо Андјушев. Опасен по живот е Кочо наш, кој постави прашање, му нема спас. Фломастери летаат, тендери се делат, а Кочо си ќути и само милно гледа. Зоран Заев. Зоки беше фраер главен, за мотори и прошка му нема равен. Джиновски инвеститори, ЕУ и НАТО, само Зоки наш го знае патот. Амди Байрон. Али Ахмети. Прав командант беше Али, во нашиот клас тој гаси и пали. На школо многу не му иде, али Али кажува што и како ќе биде. Многу опасно! Одлично речено! Абе овде трансери пише?
Трансфери. Абе, трансфери пише. Диоптери. Владата освен метлање најави и трансфери. Го сегаш малце јајце, може да е малце оди. Затвори ја и вратата. Така ти треба. Здраво, трансферу. Здраво, оцо, како си? Добро е. Да започнеме. Некои од луѓето, ако така може да се наречат, од владата заслужено ќе добијат метли, а други незаслужено трансфери. Обложувалниците веќе ги извадија коефициентите за можните трансфери. Да погледнеме кои се очекувањата за летниот преоден рок. Понизата или подобро речено бесконечната листа на вработени роднини во администрацијата се очекува Кирацовски заслужено да го превземе Заводот за вработување. Поради одличните проекти во Скопје, како такси од кафана за секоја пијандура и обсежната проба на електрични тротинети, се шпекулира за неочекуван трансфер во Министерството за транспорт на Петре Шилегов. А секако, за странските трансфери се е во рацете на Меси, во коалицијата попознат како Али Ахметли, зашто, како што рече Груби, Али Ахмети и Дуи прават председатели на собрание, прават премиери, прават председатели на државата. Ова јасно зборува за нивната силна младинска школа, попозната и од она на Ајакс. Све у свему, тука трансферите ќе ги прави креаторот на светови Али Ахметли. Кадри еден куп, трансфери исто така. УЕФА и ФИФА веќе будно го следат македонскиот маркет. А сега една потресна приказна со среќен крај. Приказна за еден човек заглавен во правните и параправните лавиринти на СРМ, кој конечно ја доби својата слобода. Здравко Елешовски, до неодамна вработен во една државна компанија, син на пратеничка, внук на баба што прави добра торта со ореви и маченик на судскиот и политичкиот лавиринт наречен Македонија. Јас сум Здравко и мајка ми ме вработи државно. Кога решив дека оваа работа не е за мене и сакав да дадам отказ, тогаш почна мојата голгота. Државното вработување е како мафија. Лесно се влегува, но тешко се излегува. Дали, господине Здравко, вие наивно дадовте отказ? Како наивно. Намерно, напротив. Пробав да дадам отказ, годнесов отказот кај шефот. Годнесовте отказот кај шефот ти? И ме вика не може. Како може да не може? Па ете јас, шо можев направив? Точна е приказната на Здравко. Значи, он дојде со... Да е отказ беше, Дојде со отказно решение кај мене, ама јас не го подпишав. Мислам, не дека е Здравко некој многу вреден работник, ама се си мислам да не... Те молам да му отпуштиш. Се си мислам да не е ова некоја финта од партија. Сакаш го пратиле ја да му давам отказ, па они после мене да ме тргнат од тука. Да е отказ, бе. Абе, не можам да ти дам отказ, види го како Отпушти ме, да отказ. Абе, седи сега ти качиме плата како... Абе, отказ, сакам да дадам. И така ме пропадна отказот. И така на Здравко му пропадна отказот. Тој, надевајки се на правниот систем, престанал да оди на работа. Абе, не идев, еден месец не идам, втор месец не идам, пак ми тече плата. Не ќе да чујат овие да ме откаже. Не ќе да дадат отказ, дали се уплашија. Не знам што стана, да сакам да се вработам на друго место, не можам. Ќе морам да го искористам последното оружје. Нуклеарката. Мајка ми. Абе, ојдов кај шефот кај што работеше и му викам, дај му недете отказ. И ми вика, не може, син ти. Како бе, му викам, не може. Така, син ти, ја отказ не му давам. Викам, не го роди ти да не му даваш отказ, дај му отказ, дајте да си оди од работа, да се вработи во приватно. Не може. Одев после тоа, значи, ја пратеничка, да молам, поврати да тропам, кај Петко, Трајко. Не и не. И ја дотерав работата до Заев. Фала му на Господа, шуќур, детето доби отказ. Сега може да се каже дека Здравко е првиот весник на пролетта. Од детето му е почна метлата и така да продолжи со лесно. Стегите на државното вработување се силни, но конечно хепи енд.
После сето она кое што беше траума за Здравко, тој најде работа за само 3 месеци и тоа во своја компанија со тендери кои што редовно ги добива од својата влада. Сега одиме со најконтроверзниот дел од епизодата. Не, на вестите. Хе, ха, латиница. Неважно. Ова епизода ексклузивно вестите ќе ги раскажуваме во омилената форма од народното творештво, гатанка. Прва вест. Неделава додека сите метат, има еден млад политичар кој усисава. Ацо, кој е тој? Тоа беше полесно од рецептот за мекици на баба ми. Павле Богоевски. Точен одговор. Одиме со двојката. Како најлесно да фатиш женска во кавадарци, Ацо? Па ова сите го знаат, Јецо. Со магнет. Имено пронајдено е железо или ферум, или накратко кажано ФЕ во овошјата израснати во кавадарци, кој го има дури 20 пати над дозволеното. Трето и последно прашање. Што и недостига на клиниката 8 септември, Ацо? Прелесно. Доктори. Не е точно. Колкови? Колкови. Да видиме. Сепак, од Министерството за здравство излегоа со смирувачки пораки за јавноста, дека веќе се најдени алтернативни решенија, па наместо вештачки колкови, на пациентите им се вградуваат прачки од чадор, прачки од гранчиња, стапчиња од сладолед, стапчиња од ражнич, страпчиња за уши, дрвени лажици, мали сукала, долги сукала и чачкалици. Во иднина, тие планираат да воведат во употреба и пластични елементи, кои поспоро се распаѓаат, се со цел да ја зголемат издржливоста на материјалите кои ги користат. Минатата недела Македонија беше на удар на циклонот Андреа. По тој повод, службите за управување со кризи свикаа итен состанок со цел подготвени да го дочекаат налетот на невремето. Одиме со директно јавување од кризниот штаб со Ланчо. Да, така е, студио се наоѓаме во центарот за справување со кризи. До мене е главниот човек кој што ги решава тие проблеми, тоа е Маријан Саздовски. Добар ден. Добар ден, баш ви фала, јас имав мала криза на идентитет и вие сега ме подсетивте дека јас сум Маријан Стојановски. Саздовски. Така е, Саздовски. Као што можам да забележам, тука се случува некаква дискусија. Зашто разговарате? Видете, тука имам некоја мала криза, но без паника ќе се среди. Што решавате во овој момент? Тој најбрз што ни беше од колегите го пративме да земе храна, ама веќе час и половина го нема, нели? И тука има криза за храна. Чекајте малце, господине. Невремето зафатило некој град. Град паѓа врз град, значи тоа е некаков проблем. Значи ова е многу глупо кој го напишал, појменем. Како се справувате со овие работи? Видете, што е полошо од град? Добре. Полошо од град е, еве, сега овие луѓе ги фаќа дремка. Знаете што значи криза за спиење без храна? Но, ние сме центар за управување со кризи и затоа сме овде да го решиме тој проблем. Добро, значи а невремето, поплавите, циклонот Андреа. Андреа е керка, не е наш функционер, небитно. Значи ние пративме, ако може да земе цигари, зошто? Зошто да имаме никотински зависници. Значи тоа е една огромна криза, тоа е поголема криза од сите други кризи што може да ги замислиме ние. А што е со сериозните проблеми, со сериозните кризи што се случуваат? Поплави, земјотреси, селата се пуни со вода. Врнеше. Но сепак тоа е Божја работа. Значи тоа не може да се реши преку ноќ, не може да се реши што треба да направиме. Еве, ние вработените, вие си да донесеме зетин во црква да се помолиме на Бога за подобро утре. Може да заклучиме едно, дека кризниот штаб проблемите ги решава на следниот начин и поентата од целото тоа е Господ луѓе нека ни е на помош. Стигна Чепко! Ке ви земам една пица, вие се наоѓате се. Земи си слободно, не е убаво да западнеш во криза. Добро, бе, не ми го објаснуваш, жити се. Ти си новинар, одиш нели, утре ќе се качиш полека. Имаш еден Ваков, он ќе се качи од такси, се ова на човек вика, немам за 2500 пола грам ќе му донесе човекот. Само да не западнеш во криза. А последиците од циклонот Андреа на терен излезе да ги испита и еден наш репортер од југот, Менде Гибнатио. Да погледнеме нешто повеќе за состојбата. Врнежи, појава на град, грмежи и силен ветер. Големо невреме најавуваат синоптичарите.
Силно невреме доаѓа кон исток од бурата Андреја, која кај нас се очекува од утре попладне, би можела да донесе врнежи од над 50 литри на метар квадратен. Jako nevrijeme već drugi dan ne smiruje se u Hrvatskoj. Snažan vjetar u Zagrebu tokom noći je rušio stabla, reklame, suncobrane, čupao je krovove, a ne posustaje ni danas. Kapka po kapka, nekade stasva i do 75 litri na metar kuben. Ако сјептен баксус, може и град поглата да те мани, оти невремето не прашва кој ќе наонегва. Кој ќе наонегва. За последиците од циклоно Андреја, кој го зафати целиот Балкан, ќе позборваме со син на еден оптичар и метеоролог во село Опае, Јанко Раде Белуло. Господине Раде Белул, колку е опасна Андреја? Циклонот Андреја има капацитет од 9 метрички тони вода, посредно голем комудолимбус, што значи дека би била многу опасна доколку се случила, ама не стига некако, не врне. Извини, ама не ми ој вака, може да оклаиш ова на устав, ти знаеш оние синоптичарите на телевизија, малку ко придушен му е гласо. Да, стварно. И чадор отвори го цело време да ти отворени. Не врне. Абе како не врни, врни се, мора за прилого. Ај малку и вие поживо со то царевото. Јасно ми е сега, ајде. И ова речи го ушеднаш како што рече преј. Да, ајде, може и да тоа снима. Оди, ајде. Значи, како што можете да видите, на терен сме и опасна е ситуацијата. По последниот извод од метеоролошкиот завод тврдат дека Андреја има капацитет од 9 метрички тони вода посредно голем комудолимбус. Многу опасно. Одлично речено. Откако ни објасни за опасностите по земјоделците и потенцијалните поплави и земјотреси на ова балканско подрачје, ние со Белуло се напивме по едно чајче. Оди бе камерата? Не врне, бе. Не врне, како ти кажам. Зашо им правиш незгодно? Брато, не повтори. Да не биди за џабе, че... Кажете ни, господине Раде Белул, вашето мислење од професионален аспект за дождоите и земјотресите и поплавите што фатија далечната 2014? 2014. Ја тоаш ролетар бев со Егејецот, работев му влае. Страшно беше тоа, бе, кога зашиште еден ветер. Ови што ми павка тука. Абе, верне бе, брат, бе. Тоа беше дожд. Сега овие што ги најавија циклони, е слабо. Ја не знам дека многу се разбирам. Уба одјава имам. Со надеж дека ќе се качиме на виножитото и дека со нов магичен берикет ќе наогреј сонце по силните навирања на циклоно Андреја. Брат, абе, што? Абе, не треси, бе, што ме тераше да вадам скалава? Не врне, бе. Не врне. Господине Раде, интервјуто заврши, може и чајот да си го пиете онде и оти не онегвате од прејот со прилога. Што да те однегвам? Ајде, ве молам, ојте од таа страна. Пушти го пак одново ќе оде. Боже! Со надеж дека ќе се качиме на... Го заборав текстот. Сончевата енергија е бесплатна. Соларни колектори Соларико. Енергетски ефикасни. До 70% заштеда на енергија за топла вода. Поддршка на системот за грејење. 10 години гаранција. Соларико. Центар на вашиот систем. Сертифицирани од Din Solar Kimark. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Ослободете се од стеклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Велат сите патишта водат кон Рим. И токму таму ќе ве однеси студирањето на програмата Бизнес администрација и економија. Студирајте 2 години во Скопје на Универзитет Американ Коледж и 1 година во Рим на Универзитетот Тор Вергата, рангиран помеѓу првите 500 универзитети во светот според Шангајската листа. И најдоброто од се стекнувате со двојна диплома.
Пријавете се веднаш. За повеќе информации посетете на uacs.edu.mk. Пакувај се, одиме во Турција со Савана. Од мај до септември all inclusive во Анталија од 245 евра и ултра all inclusive од само 336 евра. А може и кушедаси, 9 ноќевања со превоз за супер цена од само 145 евра. Каде ќе одиш ти? Закажи во Савана и пакувај се. VIP ви го представува Sting на Скопје Колинг со My Songs турнејата на 2 јуни. Специјални гости Владко Стефановски трио, генерален спонзор Алкалоид Скопје, ексклузивен спонзор Комерцијална банка, ексклузивни покровители Hyundai и Систина офталмологија. Sting на Градски, најголем музички настан досега во Македонија. Официјално пиво Скопско. Avalon Production. Косу сам скратила мало за промену и бол победила, ке рече писателката Драгана Мирковиќ. А вела дека добрата фризура говори посилно и од најмудрите зборови и ги лечи и најзадлабочените рани. А кој друг знае повеќе за фризури од него? Дами и господа, на самиот крај како и секогаш путец. Така бе, комши бе. Кога ми доаѓаш едновно, видиш што ти убав, нити цвета ни ништо, сега само едно полирање малце да зашмигам и тоа е. Шефе, кај овој малиов шо е со музика? До кога ќе биде у Телавифон? Бе, не знам сега, сите најболи знаеш дека ги викнава, со Тамара тамо пратечи вокали пеја, не го видов да дошели. И тоа е. И сега што да правиме? Морам, викам, ги гледам дечки ве од филхармонија, викам, од филхармонија, не, што се свири, разбираш. Тоа е, без састав. А кај ви хармоникашар, бе? Хај почиње, нема веза, ајде. Шефе, а ти гледаш Евросон? И како бе, да не гледам, па ти мене, ја за тоа живеам, да чекам еднаш годината. Ме највише ми се свигаше тој од Франција, Чиче екстраваганца. Да бе, ти имаш така специфичен укус. Ти плачеш за тамо, бе, да ти кажам. Ти тамо мислам дека многу убаво ги си поминеш. Шефе, од кога е Австралија Европа? Бе, тоа ти е и Австралија, сите сакаат у Европа, разбираш? Ние не джабе сакаме, цел свет сака у Европа да влезе. Ја до година очекувам и Америка, ти кажам. Може не одма оваа северна или јужна до година, мислам дека ќе пеат и тие. Замисли ја победевме, бе, шефе? Ја будала, бе. Ја ти кажам, искрено очекував и поени да ни дадат комшиве, забеш. Кај ќе победиме ние, бе? Кај ќе одржаваме ние тука? Како нема па универзална сала? Ја будала, бе, универзална сала, бе. Они 6 месеца не може имунитетот на овој да му го земат надвор, шо е? 2 години аутопутот направен, ќе го отварале, не може да го отворат. Нити реформи у здравство, нити избркава нешто. Ти викаш, за 5 години универзална сала не ја направива, чека, за до година ќе ја направиле. Кај го има тоа, бе, будала еден? Немој да тие финти да паѓаш. Него мене, знаеш што ми е највише криво? Што овој премиеров дробешен одмор не му се погоди времето, бе. Ни плажа, ни мажа, ни место да се врати одморен, пак е дое сега тука уморен, место се зафати со реформи, со метли, пак е вика, уморен сум вамо тамо и пак е се лечкаме у круг, од тоа се плашам. Него ајде да не биде дека путет све за политика збори, дај пешкиче. Дај да имаш магија да му направиме на детето. Види сега, комшо, види. Оп! Гледај сега магија. Опа! Бе, види, ова ти е последна мода. Не ги гледаш на Евровизија сега? Сите вака се чешлаат. Гледа, кој нашиот пеачов ше. Ај сега, дај 150 денара и гитла, ајде, шетај. Дај друго дете, ти. Нема веќе деца, шеф. Нема бе деца, бегаат млади од држава. Колку ќе шишам до година, бе, не знам вака кап. Бе, владава, бе, бе. Тоа беа вчерашни новости. Сега сте чекор за ците. Гледајте не на nn.fn.mk или на YouTube каналот. И не заборавајте да не гледате следната недела во 19 часот и 30 минути на Канал 5 телевизија. Сега сте чекор за ците. Така си е. Добро утро на сите, освен на тие што не стискаат лајкови на лајвот на Facebook. Добро утро и од мене. Не останувајте така. Не останувајте така и од мене.
И ебе, ова е најбоља пласман, најбољи пласман што сме го имале ние овакото. Мада да ти кажам, ја мислам дека златна медалја заслужувавме. Мада и овие други медали сега, што до бронза дава, ја можевме да земеме и тука некоја месница. Браво, многу сум горд.